представници на медиумите, почитувани граѓани. Денеска сме во Центарот за обука при Министерство за внатрешни работи во Идризово, каде што оваа недела е отпочнат процесот на селекција во повеќе фази на пријавените кандидати за полициски службеници по последниот објавен јавен оглас од 6.6.2022 година. Во тој контекст, во дадениот конкурсен рок, на јавниот оглас се пријавија вкупно 1867 кандидати, од кои 1482 се мажи, 385 се жени, факт што доволно говори за позитивниот имидж на нашето министерство и меѓу младите. Сите овие млади луѓе во рамки на овој сеофатен концепт на проверки ќе минат најпрво преку физички проверки, потоа психолошките тестирања, во чиј дел за прв пат ќе биде спроведен и тестот за интегритет согласно новите законски измени и препораки од ГРЕКО, пошто ќе следува општо образовен тест, интервју, здравствени прегледи и на крајот безбедносни проверки. Повеќе следи процесот на избор на кандидати, согласно Законот за внатрешни работи, се избираат 660 кандидати, односно 10% повеќе од бројката која што е предвидена со огласот, и со нив ќе бидат подпишани договори за кандидати кои што ќе се убатат на обука. Преку теоретската и практичната едукација во 3 образовни модули во трајање од по 4 месеци, како што налага наставната програма, преку рангирање ќе бидат избрани идните 600 полициски службеници на Министерство за внатрешни работи, со кои што ќе случиме договори за вработување на работната позиција приправник полицаец, со врска најмалку 5 години да работи во служба на Министерство за внатрешни работи. На крајот сакам на сите кандидати кои што се пријавија на овој оглас, независно на резултатите кои што ќе ги постигнат, бидејќи сепак од сите овие 660 ќе имаат можност да потпишат договор за обука, а 600 да бидат приемени, да им посакам успех во сите фази на селекцијата и секако најдобрите да ги добиеме како кандидати за полициски службеници и преку обуката да се стекнат со знаења, со вештини, со искуство и секако да бидат најдобри чувари на мирот и на стабилноста на Република Северна Македонија. Благодарам.